Ноќното студио продолжува, сега надвор од границите на нашата држава. Разговараме со Рашел Шели Левије Драмер, која живее во Израел. Ви благодарам што прифативте да говорите за Ноќно студио и 4TV. За почеток кажете ми каква е моменталната состојба. Видите, последни 2-3 години антисемитизмот само се зголемува и секаде израелци не се осеќаат. Во Македонија е релативно од по-мирните, мислам, места, ама еве идната недела би требало да имаме 11 март комеморацијата од Холокаустот и сега ние требавме да дојдеме со група од 6 израелци, минимум и поике, на станите и на маршот на живите кој го правиме во Битола и во Штип и комеморацијата која е во Монопол и се околу. И сега прво моравме да стопираме бидејќи немаме летови. Значи Израел е блокиран во моментов, аеродромот е затворен, нема излаз, нема влегување. Второ, разбрав дека и сите настани ќе бидат и од еврејската заедница ќе бидат скратени, нема да биде ништо така на јавност, ќе биде се потивко, помалку и ова година се ќе се снамали и ние немавме решение, моравме тоа се да стопираме и нема да дојдеме, а мене ми е многу жал, бидејќи јас го организирам ова и како македонка и израелка и македонка, многу сакам израелци да видат Македонија и баш секогаш бев така горда дека во Македонија нема антисемитизам и многу е слободно, израелците многу ја сакат Македонија, така има нешто многу заедничко има Израел со Македонија и така помили луѓе и подруштвени и поотворени и немаше, значи атмосферата на улица е многу позитивна во Македонија. А за жал моравме се да стопираме, па ќе видиме понатаму како да оди. А во целиот свет се осеќа, значи антисемитизмот и расте на сите страни. Ние како израелци сме упорни, значи како баш пробав да објаснам на некого во моментов, значи од кога блокира аеродромите во сабота тоа беше, има надвор од Израел околу 150.000 израелци кои отидоа надвор, значи да шетаат. И сите навелуваат на авионите да се вратат тука. А некој ми кажа што значи да се вратат. Кога има некаде војна, сите бегаат, а израелците се собираат дома. Значи, ние сме доста упорни како израелци и не се даваме, да кажеме. Ама непријатно е, знаем. Мислам, минала недела беше во Банско еден израелец, како што е израелец, беше во Тајланд. Има од време на време се слуша во цел свет, за жал. Вчера баш добив една порака од пријател од Македонија, дека беше најавено, дека вчера, значи ноќта која мина, требаше јавија иранците дека сега ќе уништа цела ционистичката држава, нема да постои веќе. Тоа е нашата борба, значи и ово со Иран. Борбата наша е не смееме да дојдеме до ситуација да бидеме претени од атомска бомба. Дали може да се комплицира состојбата поради присуството на Хезболах во Либан? Видите, јас не сум војно лице. Израел во моментов знае да се бори на многу фронтови, мада е стварно комплицирано. Колку разбрав, беа мобилизирани одма кога почна војната со Иран, беа мобилизирани уште 100.000, не знам како се кажува на македонски,
Не ови што се војници, него ови што можат да бидат мобилизирани. Значи, што беа војници, сега се цивили, ама можат да бидат мобилизирани и мобилизираа 100.000. Не ги мобилизираа претходно за да не се гледа најавно дека Израел се спрема на војна. Значи, ова беше као камуфлажа некоја, не мобилизираа претходно, ама одма кога почна војната и мобилизираа 100.000 специјално за Хизбала. Хизбала е прокси, знаеме ние, значи многу години се бориме со Хизбала. Се надевам дека доста од овие војни тука. Во последните 3 години стана стварно од војна на војна. Опасноста е зголемена низ целиот свет, дали израелците ширум државата, но и во Македонија тука се чувствуваат безбедни. Мојата порака, нашата порака е дека сакаме да имаме околу себе добри пријатели, демократски земји кои ќе сакаат со Емиратите, со Арапска Саудија, станавме мир, бевме непријатели до пред 10 години и полека се дојде на мир и може ова да биде мир. Значи треба да се свати дека Израел е тука за да остане, државата е држава, не може да се фрли во море, не може да се избриши државата како Израел, а од моментов кога ќе се свати тука и ови кои сватија, значи сакаме да бидеме во мир, во демократска атмосфера, да кажеме, со сите демократски земји околу нас. И дај Боже, мислам дека тоа е и порака за Иран. Значи, мислам дека и во Иран поголем дел од луѓето сакаат да биде тамо демократија, а не диктатура како што е сега. До некаде ова војна би требало да им помогне и на нив. И дај Боже да се ослободи Иран од диктатурата и да бидеме во мир тука сите. Може овој Среден Исток да биде рај на светот. Може да биде рај на светот. Само кога се прифатиме како луѓе и ќе живееме заедно и да живееме во слобода. Како изгледа секојдневниот живот, студентите, како поминува еден ден во овие вонредни, додека е прогласена вонредна состојба? За јадење што се, и другото не функционира, нити кафани, нити и овај молови, се е затворено и академскиот живот е стопиран во моментов. Ова недела. Генерално, академијата тука се бори со антисемитизам на исти ниво, значи академски соработки, значи не може да бидеш академик и да правиш академски проекти без интернационална соработка. Тоа е базата на академијата. И тука треба малце да се бориме против антисемитизмот, да остане Израел прифатен како што беше во академскиот светски живот. Израел има многу што да даде, значи бројот на Нобеловци имаме тука над 10 од последните години на многу разни науки. Мислам, имаме што да дадеме на светот и имаме што да примиме од светот. И би сакале да имаме мир. Ви благодарам многу за овој разговор и чувајте се. Фала многу и на вас. Да се слушаме за добро. Ноќното студио продолжува, останете со нас.